Денес православната црква ги празнува светиот маченик Андреј Стратилат, преподобниот Теофан и светите маченици Тимотеј, Агапи и Текла. Светиот маченик Андреј Стратилат бил офицер трибун во римската војска во времето на царот Максимијан, родом од Сирија и на служба во Сирија. Кога персијанците со војската и наштетиле на римската царштина, на Андреја му била доверена војската во борбата со непријателот. Во таа прилика Андреј бил произведен за војвода, односно Стратилат. Таен христијанин, иако уште некрстен, Андреј се надевал на живиот Бог и од мноштвото војници ги избрал само најдобрите и тргнал во бој. Пред битката тој им рекол на своите војници дека ако сите го призиваат на помош единиот вистински Бог, Христа Господа, нивните непријатели како прав ќе се растураат пред нив. И навистина сите војници воодушевени од Андреја и од неговата вера го призивале на помош Христа и направиле јуриш. Персиската војска била потполно сотрена. Кога победоносниот Андреј се вратил во Антиохија, некои завидливци го обвиниле како христијанин и царскиот наместник го повикал на суд. Андреј отворено ја изјавил својата непоколеблива вера во Христа. После острите маки, наместникот го фрлил Андреја во самица и му пишал на царот во Рим. Знаејќи го угледот на Андреја во народот и во војската, царот му наредил на наместникот да го пушти Андреја на слобода, но да чека други прилики и друг повод, а не верата да го убие. Преку Божјо откровение, Андреј дознал за таа наредба на царот, па земајќи ги со себе своите верни војници, 2593 на број, отишол со нив во Тарс Киликиски и таму сите се крстиле од епископот Петар. Гонети тука од царските власти, Андреј со дружината своја се повлекол далеку во ерменската планина Таврос. Таму во една клисура, кога тие биле на молитва, ги стасала римската војска и сите до еден ги исекле. Никој од нив не сакал да се брани, туку сите биле желни за маченичка смрт за Христа. На тоа место каде што се излеала во потокот крвта на мачениците, избил млас лековита вода што исцелувала од секоја болест. Епископот Петар тајно дошол со своите луѓе и честно ги погребал телата на мачениците на тоа место. Сите пострадале честно и овенчани со венци на бесмртната слава, се преселиле во царството на Христа нашиот Бог. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Преподобниот Теофан роден е во Јанина и како момче оставил се и отишол во Светагора, каде што се замонашил во Дохијарскиот манастир. Во постот, молитвата, бдението и лишувањето себе од се што е непотребно им било гледало на сите монаси. Поради тоа со време бил избран за игумен, но подоцна поради некоја несогласност со монасите, тој ја напуштил Светагора и со својот братучет дошол во Верија Македонска, каде основал манастир во чест на светите архангели. Завршил мирно во 15-тиот век. Неговите чудотворни мошти и сега лежат во наус и ја пројавуваат големата Божја сила.
Pouki од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Светите маченици Тимотеј, Агапи и Текла пострадале за Христа во времето на опакиот цар Диоклецијан. Тимотеј на оган бил изгорен, Агапи и Текла биле фрлени пред зверовите. Поуки од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх грузиски Илија. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величаем.